Добро вечер, јас сум Сашо Ордановски, како и секој понеделник ваш водител во Отворено студио 1 на 1 ТВ. Денеска го започнуваме дебатниот блок со мало задоцнување, бидејќи имавме тој мал проблем што нашиот гостин беше на една важна средба за која ќе поразговараме, се надевам. Така што овој разговор ќе трае малку повеќе, веројатно ќе навлези во терминот за дневник, но не се вознемирувајте, бидејќи мислам дека ќе ви биде интересно. Нашиот гостин денеска е господинот Драган Џилас, кој што е водач на српската опозиција. Добро вечер, господин Џилас. Добро вечер. Јас ќе ви поставам прашање на македонски, ви ќе одговарате на српски. Знаете како е во она време на бивша Југославија се разбиравме без преводи. Денеска дојдоа нови генерации кои веќе имаат тешкоти. А данас се ми не разумемо ни кога говориме на истом јазику, а камоли али ја мислим да ćemo се разумети. Господин Џилас, ви имате релативно долга кариера во политиката, иако заправо започнавте како новинар, бидејќи сте во еден од основачите на Студио Б, на прочинето Индекс радио и така натаму во Белград, а потоа бевте во бизнис водите каде што главно се занимавате со компании кои што се во областа на односите со јавност, медиумските промоции и така натаму. И тука мислам дека и многу добро успеавте, бидејќи тој бизнис веќе 20 на и кусур години го имате. Бевте 2008-2013 градоначалник на Белград. Бевте едно време и шеф на канцеларијата на како се вика тоа, народната канцеларија председник канцеларија на председателот на така е. Исто така бевте и во владата на Србија како министар без ресор, а потоа и со ресор, така што се работи за едно богато искуство. Денеска сте во опозиција и сте предводник на нешто што во 2018 година го основавте, што се вика Сојуз за Србија и кој што се обидува во последните 5-6 месеци со интензивни протести да ги дигне на површина проблемите во Србија и да се обиде да ја намали власта, моќта, вие велите автократска, на господинот Вучич. Може ли малку повеќе за тоа што е Сојузот за Србија и зошто се решивте тоа да го основате? Пред се ви благодарам што ме поканивте, се извинувам за доцнувањето, имав состанок со премиерот Заев, што за мене е голема чест. И за тоа ќе поразговараме инаку. Секако многу ми значи тоа. Скопје е град во кој доаѓав многу пати извонредно среќен. Првата фирма ја отворив во Скопје и супер работевме. Овде сме дочекани како пријатели, два народи, македонскиот и српскиот. Мислам дека не постојат поблиски народи од нашите два народи. Од бизнисот излегов 2014-та, но и понатаму многу луѓе со кои ги запознав сме пријатели што се однесува до Србија. Ние на 1 септември направивме организација која се вика Сојуз за Србија, во која влегуваат 9 организации, немаме класичен лидер. Јас сум лидер на опозиција, но малце бегам од лидерството, се изморив на тоа последните години. Никој не е поважен од другиот и сите заедно сме во тоа и заедно работиме. Имаме ротирачки председател, сега е тоа господинот Јеремиќ. Беше министар за надворешни работи, председател на Собранието на Обединетите нации. Идејата ни е заедно да се здружиме, да се бориме против властите за кои сметаме дека се лоши и има сличности со власта која што беше во вашата држава за жал повеќе од 10 години. Тргнавме од септември, многу брзо добивме солидна поддршка на граѓаните на некаде околу 20% од проценките и еден од нас Борко Стефановиќ е нападнат во Крушеваc заедно со неколку соработници и тоа е опасни повреди. Среќа се помина добро, но кога некој ќе удри со метални шипки во главата, може се од тоа се роди ново движење. Да. Потоа тргнавме со протестите кои ги закажав во Крушеваc, потоа ги најавивме за Белград, каде се здружи целата опозиција, не само оваа во Сојузот, но пред се здружија граѓаните. Нам ни се случи тоа луѓето да излезат, имаше скоро 15.000 на првите протести, не очекувавме толку. Луѓето излегоа не затоа што не повика Сојузот за Србија или било кој од нас, тие излегоа заради себе и во Србија веќе навистина не може да се живее онака како што живее. Оваа земја помина низ нешто што се викаше шарената револуција. Таа придонесе да претходниот режим на господинот Груевски падне од власт.
Од тогаш наваму господинот Вучич во неколку прилики спомнува македонско сценарио. Не се пропуштаат прилики и од господинот Дачич и од господинот Вучич со цинизам и со иронија да се говори за Македонија, се до Преспанскиот договор и до овој успех на нашиот прием во НАТО и така натаму. Дали сте вие шарена револуција во Белград и дали е Вучич во право кога се плаши дека можеби тоа ќе прерасне во нешто ефикасно, како што беше тоа овде? Сметам дека тој однос кон Македонија е погрешен и дека користејќи го тоа име во еден негативен, пеоративен смисол не е добар никако. Овде народот се побуни, излезе на улици, секој ден демонстрираше и имавте избори, на изборите направена ново мнозинство и победа на социјалдемократската опција на чело со Заев. Сите проблеми да се формира влада, таа влада во кус рок направи чекори кои што се големи и секако не е лесно за една година да надокнадите 10 години, но самиот факт дека е решен проблемот околу името и дека е отворен патот на Македонија кон Европа и европските интеграции, реално ќе имат можност за пристап кон разни фондови, дека ќе доаѓаат разни фирми, гарантира подобар живот. Зашто разговаравте со господинот Заев? Токму за тоа, бидејќи господинот Заев и припаѓа на социјалдемократската опција и јас во следните месец ќе создадам организација која е истата опција, верувам во тоа, бе во Демократската партија која што е дел од истата организација на ниво на Европа. Чест ми е што председателот на владата на Македонија. Вие бевте и председател на Демократската партија 2 години. Така. И мислам дека и властот и опозицијата треба и во Македонија и во Србија да работат на тоа, односите на меѓународните да не бидат што подобри. Мислам дека тоа суштината и мило ми е што можам на некој начин да помогнам во тоа. Сепак ве обвинуваат во Србија дека не е случајно што истовремено и во Унгарија против Орбан има многу слични раздвижувања во граѓанскиот дел. Имате ли некакви контакти со колегите од Унгарија? Немам. Мислам дека тоа се случува во сите земји кои имаат тој вид на диктатура и автократија. Ако зборувате за македонско сценарио, мислам дека тоа е нешто што е нормална работа да се случи, народот да излезе, да се побуни демократски, да се избори за промена на власт. Не знам зашто некој би се изјаснил негативно за тоа. Во Србија имате 60 градови, а ќе има 80 следниот викенд и општините во кои луѓето излегуваат заради себе, не за мене. Ма затоа што лошо се живее, платата е што 100.000 луѓе годишно и не излегуваат од Србија. Што работа за плата од 200 до 250 евра, што не гледаат иднина, а некој цело време зборува дека е се прекрасно и дека се ќе подобре. Во Србија минатата година во однос на 2012-та и 2013-та се зголеми бројот на убиства поврзан со вистинскиот криминал. 5кратно. Ние живееме во неслободна земја, немаме ни еден слободен медиум во Србија. Луѓето не можат да ги изнесат своите ставови и тоа не е добро. Нема диалог на власт и опозиција. Нашиот председател изјави дека не сака да зборува со опозицијата. Ти си председател на сите граѓани на Србија, ти мораш со сите да зборуваш. Можеби ние не сакаме со тебе, но ти со нас мораш. Имаме ние искуства и со овдешниот председник кој што знаеме какви се. Сепак видливо е дека избегнувате темата за Косово. Имате ли вие некаков нов пристап, некаков ново... Не го избегнуваме. Тоа се наметнува како една работа која што едноставно Косово е нешто што стои како проблем и понатаму. Стои последните 20 години, стоеше пред тоа. Колку што гледам, никој во моментов нема решение кој би било одцено. Овие политичари кои што се малку повеќе политичари од мене, бидејќи мојот мозок на машински инженер не е баш добар за некои празни зборувања. Зборува треба компромис, болно решение, секој нешто треба да изгуби, но никој не кажува што е решението. Јас мислам дека не е решение да ги смениме граници, да нацртаме нови граници. Мислам дека решението е во помирување на двата народи. Денес во Приштина и Белград запиша факултети кои не се ни родени за време на бомбардувањата. Ти има шанса да дојдат на решение. Ајде да зборуваме за економијата, да луѓето да патуваат најнормално. Мислите дека Вучич тоа не го сака?
Не знам што работат тие. Вучич водеше таква политика што цело време зборуваше дека имаме предност над албанците, сега вели дека немаме ништо и никој не знае што е план. Сите зборуваат, а никој не вели децата да се занимаваат со спорт нормално, со култура, со бизнис, со економија, со патување. Да се обидеме да излеземе од таа војна која што постои меѓу двата народа. Да зборуваме за луѓето албанците кои што ги спасува србите од текот на војната и обратно. Да не зборуваме само за оние кои што се војни злосторници, се надевам ќе бидат осудени сите до еден од обете страни. Знам дека се случува злосторство од двете страни. Ние знаеме дека некој погребувал албански цивили околу Белград, како што и знаеме дека има многу убиени срби на Косово. Тие луѓе во затвор, а оние што се против сето тоа да зборуваат. Клучот е во двајца лидери од двете страни кои ќе воспостават доверба. Има ли доверба помеѓу српската и албанската страна во овој момент? Дали вие нешто ново вашето движење би? Не гледам. Мислам дека моментно односите се полоши од пред 6 години. Не гледам никаков напредок во ниедна област овие 6 години. Србите имаат дополнителни проблеми на север, бидејќи се изложени на теророт на српските криминалци кои што се поврзани со властите во Белград и тоа сите го знаеме, не е тајна. Најмал степен на демократија во тоа спаѓа убиството на Олибер северот на Косово. Секако. Како да кажем, Телевизија Пинк е најгледаната приватна телевизија во Србија. Таа пред убиството емитуваше филм кој трае околу минута, каде што најлоши работи му се припишуваат. Му стави албанска капа како да работи за албанци. Тоа се вртеше неколку десетици пат. Тоа е вовед во злосторството. Никој нема да ви каже во Србија ни за тоа, ниту за нападот на нашиот колега опозиционер. Нека Вучич тоа го рекол да го направи. Сигурен сум дека не. Немајте тоа. Никој да ни каже, но таа клима која се прави. Ако ви луѓето кои што поинаку мислат да ги предавници, антимакедонци, поминавме низ тоа се. Ако идете на телевизија и кажете на ТВ велите дека Драган Джилас украл 500 милиони евра кога бил на власт, како да се 5000 евра, тогаш вие тој народ го свртувате против нас. Тој народ што ги гледа тие медиуми и чита тие вестници, мисли дека навистина сме тоа и доаѓа до... бегате од избори. Дали сте спремни, вие верите дека ќе покренете допрва некаква своја политичка организација, но мислите ли дека српската опозиција е подготвена во наредните 2-3 месеци, 4 да излезе на воени избори? Нема избори во Србија во наредните неколку месеци. Ова што Вучич го нарекува избори, тоа нема врска со избори, да е тоа точно. Покажува извештајот кој што Србија префрли во делумно слободна земја, наведувајќи дека освен медиумите, проблем се и изборите кои што се одржани во Белград, каде учествува како кандидат за градоначалник и локалните избори. Немаме никакви избори, немаме слобода, кога ќе се избориме за фери слободни избори. Да не слушне некој што зборуваме, бидејќи денес на државната телевизија повеќе да слушнете за Хашим Цаци. Јас не постојам на ниједна телевизија и никој од моите колеги од Сојузот на Србија. Тоа е факт. Кога ќе дојдеме од слобода на медиумите до изборните списоци, до услови за избори, тогаш можеме на избори, а верувам дека тогаш како опозиција ќе одиме заедно. Кога мислите дека тоа ќе се случи? Бидејќи велите кога ќе дојдеме до такви услови, тоа може да трае уште неколку години. Па не може да трае, затоа што наш систем се потполно распал, трае 7 години. Нашиот систем се потполно се распаднат. Ние назадуваме во секој поглед, економски имаме катастрофа. Сакам на тоа да ве прашам, господин Джилас, дали во Србија има атмосфера, има разбирање? Јас бев во Брисел на последниот самит на НАТО, кај што заседаваа министрите за одбрана и лично, бидејќи правев и разговор со господин Столтенберг и во сите брифинзи, НАТО повтори веројатно 15 пати дека НАТО не ја притиска Србија да влезе во НАТО. Дека е тоа право на Србија и на српските граѓани што ќе одберат. Меѓутоа, јасно е дека заради својата политичка, надворешно политичка ориентација на Србија имавте една импресивна посета на Путин, додуше импресивна од страна на српската власт со организирање. Дали доведувате во врска, како да кажем, вашата политичка ориентација со перспективите на земјата во економска смисла, во смисла на интеграција, во смисла на одење кон Европска унија и така натаму?
Значи šta, ja sam čovjek koji se Јас сум zalaže човек za што се to da залага Srbija за bude тоа deo Србија да Evrope, биде deo од Evropske Европа, unije, to односно se ЕУ zalaže и već за тоа се залагам 26 веќе godina. Bio sam 26 studentski години lider бев koji vodi студентски лидер кој ги demonstracije водеше protiv демонстрациите Miloševića против 1992. Милошевиќ И 1991. 91. Tako, i to je moje И opredjeljenje. тоа е моје Ja nikad od определување. toga Јас од никогаш од odustati тоа neću. нема да се Ja откажам. mislim da je Slobodan Мислам Milošević дека činio ogromne Милошевиќ greške направи kad je огромни bio na грешки toj кога беше poziciji на za таа ceo позиција region, за naravno i za целиот Srbiju, регион, секако и a за da je na to Србија. odgovorno još većim А greškom bombardovanje уште Srbije od поголема strane грешка NATO е 99. бомбардувањето I zbog на toga Србија su од vrlo страна НАТО. specifični odnosi u ovom trenutku. И Vi nemate затоа ni blizu се raspoloženje специфични građana односите, нема Srbije za расположение tako на nešto. граѓаните на Србија Ali за такво нешто. mislim da je trenutno Но važnije da мислам дека pričamo, моментно е jer nama поважно ne да preti opasnost, зборуваме, mislim da бидејќи njene нам не се susedne zemlje, заканува niti nama, опасност niti treba од neko da ни ima една osjećaj суседна opasnosti земја. od Srbije. И Ja mislim da radimo na мислам дека pomirenju u треба regionu, да работиме на помирување во регионот, да ги i подобриме da se što односите više и borimo mi u Srbiji, што da повеќе да се se бориме što ние во brže Србија, што približimo побрзо да Evropi, се da što pre приближиме на postanemo Европа član и Evropske што побрзо да Mali станеме su naša членки на strana ЕУ. među onima Иако koji smo za и Evropu од наша страна skepticizma, има и jer оние već што dugo сме за Европа traje. има Ta скептицизам priča бидејќи kao što долго u трае. Makedoniji to isto Таа postoji. приказна како што и постои во Македонија, Drugačije. тоа не е ништо I ja поинаку. bih volio da se И јас to би što сакал pre тоа desi што i da поскоро да се jednostavno случи и postanemo да станеме punopravna član полноправна Društva evropskih naroda. членка на Možda Друштвото neko на ne bi европски voleo народи, бидејќи da su можеби Srbija некој ili, evo da не би kažem, сакал Makedonija deo Србија и Evrope. Македонија Mi да се jesmo дел од deo Европа, но Evrope, ние сме mislim, дел од Европа. pripadamo Evropi, И mesto припаѓаме nam на je Европа, tamo, местото niko ни ne е može da nas тамо, никој не izbaci, може pa да daj ни da nas сврли, primite па do kraja. да не Вучич и примите до менејмите крај. на Вучич велат дека после решавањето на грчко-македонијскиот спор подигнате притисокот врз Србија за не само за наоѓање решение со Косово, туку воопшто за овој тип на, како да кажем, отварање на земјата кон некакви подиректни. Ве прашувам, ја чувствувате таа атмосфера? Има таков притисок, има очекување во јавноста? Znate kako prvo ogromna stvar Знаете како urađena прво sa ovim sporazumom огромна između работа е Srbije i направена со спогодбата Sve меѓу Македонија и probleme Грција. koji postoje, За сите проблеми што постојат da je to и jedna strašno osetljiva тоа stvar е i da страшно treba puno чувствителна hrabrosti работа da и треба objašnjavate многу ljudima. храброст да им се објаснува на луѓето. За мене Македонија секогаш би била Македонија и секогаш ќе биде Македонија. Ние сме сега официјално Северна Македонија. Нема врска, но вие ќе речете македонец и јас ќе речам дека се тоа, но Nije se Severna Makedonija, kako se sad formalno zove, Kako- zvala Makedonija, nego se zvala Former Yugoslav Republic. порано се викавте бивша Sad se Југословенска република napravilo Македонија. rešenje, to Сега rešenje treba omogućiti се neki донело napredak решение, koji će се se тоа desiti треба да posle возможи некој godina. напредок. што Некој ќе во се Брисел случи ми да рече биде дека реално. официјално повеќе Југославија нема каде да се спомне, бидејќи со промената на името веќе нема формер Југослав. Последните последни. кои го држевме тој. Tako je. Dobro, bilo je to po meni. Тоа mnogo беше stvarima jako според dobra мене zemlja, mislim, многу to je работи, davno многу добро bilo. земја, но тоа беше Јас сум- одамна. јас сум Може нешто ваше- постар, па и вашите памта деца повеќе. веќе Не знам зашто зборуваме. Mi pričamo. Ali ono što je važno, Ono што е важно тоа е сигурно дека се очекува да се реши проблемот на Косово, кој е многу тежак и на кој за жал погрешно се работи многу долго. За мене најважно е како луѓето живеат. Формалните работи за мене не се толку важни колку суштинските. Да имаме слобода на движење, слобода на економија, слобода на се, да работиме на поврзување на обата народа, Господине па ќе Джилас, дојдеме до решение. барате пензиите и платите да не се кратат. Тоа е во спротивност на АМФ, ММФ притисокот. Ве прашувам во овој контекст. Вие де факто се борите против еден популист како што е господинот Вучич. Не ви се чини дека и вашата платформа има популистички елементи? Pa mislim, ako možete tako da gledate. Ако можете така да гледате, мислам дека ниеден лекар не може да има плата под 1000 евра. Може, има и овде тоа. И тогаш Да. останувате без лекар. Исто како на возач на автобус да му давате 400 евра па оди во Словенија. Imali su mogućnost preko Имав leta da voze можност turističke autobuse, преку- pa se skupi 1000 Па posto. се соберат 1000 постанат. Вие ќе смалите, тие ќе се заменат. Што е популизам? Тоа е кога ќе земете и продадете земјоделски комбинат Се разбира. ПКБ. Што продадете, друго продадете. Зошто го продавате прво, второ 10 пати поевтино го продавате. Велите ќе градите стадион за 250.000 евра. Не Скратете знам од кога не трошоци сте ќе ви биле се во појават. Скопје, имаме ние еден проект кој се вика Скопје 2014. Така што кој ќе спомнете суми од 250 милиони, тоа нешто ситно ни делува на нас. Морам да ви кажам, кога дојдов пред 2 години, иако гледав по сајтовите фотографија, јас бев сосем шокиран. Апсолутно не можев да верувам на своите очи. Како во тоа ќе што го гледам. продолжите од тука натаму, сепак? Ви имате еден режим кој што е добро причастен, на чија страна се големото мнозинство од медиумите, иако не сите. Имате една реторика која што функционира со децении, би рекол,
Србија. Што планирате понатаму да правите? Затоа што јас памтам и Милошевиќ не падна додека не се обедини српската опозиција. Сум го гледал Вук Драшковиќ како се држи за рака со Тадиќ. Ние првиот чекор го направивме, опозицијата се здружи и јас се вратив пред една година и помогнав тоа да се случи, а немаше да се случи и останатите лидери на партиите да немаат свест. Нека тоа треба да се случи. Еден и еден, кад сте политици, не увек два. Еден и еден во политиката не се секогаш два. Кога ќе се спојат, може и повеќе да биде и на крај краиштата и кај вас се случи тоа. Во овој миг ние кога би имале 9 месеци нормални медиуми, да не речам слободни, но нешто да се слуша и контрола на избирачките списоци, Вучич не би победил на изборите. Има помалку од 50% поддршка. Има стотици илјади непостоечки луѓе. Кај нас е најнормална работа да има повеќе лични карти, да гласаат разни луѓе, така. Притисок на луѓето гласаат огромен. Купување на гласови, страшно сликање на личиња. Тоа се работи кои се неверојатни. Малку тука нешто да се смени и веќе се менува. Вие денес имате 1500 луѓе со универзитетите од Србијата кои што потпишале поддршка на протестите, луѓе кои зборуваат на тие митинзи што немаат врска со политика, има десетици илјади што шетат по улици веќе Потпишуваат споразум со народот, потпишуваат спогодба со народот, ние гарантираме за работи кои што ќе ги направиме. Тоа тие работи не се запират, него нема тој Вучич што ќе го запре тоа. Србија мора на крајот да се демократизира, да стане слободна, на слободни избори. Мислите дека тоа ќе може да се направи без поголема турбуленција, па дури можеби и директен судир со режимот? Па ја не Не верувам. Јас сум левичар во душата, јасно по мој економски ставови. Левичар во душата и по економските ставови. Но ја не верувам во револуција како метод. Таа дава многу проблеми. Едноставно притисок на јавноста, луѓето на улиците Европа веќе сега реагира на тоа. Постојат извештаи, не можете да терате на избори на кои немаме никакви шанси. Дајте ни фери услови, ќе учествуваме. Тоа ќе се случи. Да, имаме еш пар минути. Пред 3 месеци 100% опозицијски гласачи, 70 до 80%, мислејќи од негови гласачи, сви се мислеа. Неговите гласачи сите мислеа 10 години, а денес никој од оние што гласат за опозиција не верува дека Вучич ќе биде на глас. А што е поважно, од неговите бирачи веќе половина не верува. Тоа се чувствува во контактот, во комуникацијата, во тоа што се случува на сите страни. Едноставно режимот за кој претставителот на општината нарачува убиство на новинар што пишува за него, не може да обстои. Знаете како завршува кој ќе се Морам да кажем дека ние баравме во неколку наврати, јас лично чекам со недели, па можда и веќе со месеци интервју од господинот Вучич, ми рекоа дека има листа на која што 56 кој бара интервју, он е атрактивен. Кога зборував се даде. Тој баланс сакам да го направам. Демонтира сето тоа што го кажав. Господин Драган Џелас, ви благодарам што бевте дел од нашата програма.